ниту пак може на некој начин да ги облажи симптомите. Значи, тој што има јак метаболизам или имунолошки систем препродува лесно, тој што има спослаб препродува потешко. Ова така наречена вакцина и како што ние ги речеме експериментална инекција, сакаме да едно 5 години поминат, па да видиме кои се нуспојавите, па тогаш да одлучиме дали ќе ја примиме или нема да ја примиме. Тоа е моје мислење, може и ваше, не знам. Но како да е, едно е сигурно дека ова не ги заболи ништо од овие протести, се терат политика, значи се терат кампања, туку и најмало сега што изјави министерот Војко дека тој лично ќе се бори против поделките, лажните вести и антиваксерството. Значи тој сака јасно да знаење да ни каже дека ќе се бори против поделките, и ние сме ги ширеле поделките меѓу народот, против лажните вести, дека ние сме ги ширеле лажните вести, и против антиваксерството. Ние не сме антиваксери, ние сме антиекспериментални вакцини. Може така да се наречиме? Може помага. Зашто не сме антиваксери, имаме примерно 10 вакцини, значи тој ще антиваксер, нема примерно да се вакцина, така. Имаме примерно вакцини против тетанус, имаме вакцини примерно против други. Но, најбитно е сите тука што сте вечерва присутни, е да знаете дека сте на вистинската страна. И уште еднаш ви благодарам на сите што дојдовте и што се одзивате на назад, скоро месец и пол, на сите протести. Значи, вашата последност е битна во иднина кога некој ќе се одлучи да пише историја. Кога пише историја, правно мојот кој ќе падне светски, глобалистички поред, а тој ќе падне. Тој да е, нема ништо вечно, паднале и Римско царство, паднале и Византија, паднале Византија дека имала древови, воевале меѓу себе и ќе скушиле българи, затоа после се населиле тие што се. Али како? Најбитно ние да ја држиме последноста, да се бориме и да бидеме хомогени, да нема поделби меѓу нас, поделбите ние не ги шириме, лажните вести не ги шириме и не шириме омраза. Тука има, значи, и верници, и неверници, муслимани, и православни, значи од сите религии. Толку сме, не е битно. Сите представуваме нашата заедничка цел. Сите не обединуваме наша заедничка цел, зашто ова е против поделбата. Значи, ние сме против поделбите, тие се за поделбите. Значи, тие ги делат луѓето. И тие вршат на еден начин притисок и омраза да се ствара. Ви благодарам што ми слушате. Сега малце Тони ќе ви се обрати, после тоа ќе одиме тоа што си јавевме недели наназад, со еден протестен марш, тие што имате, мислам, свирчиња или труди било како, употребате ги, да бидеме бучни, да бидеме гласни, да не слушнат, да знаат дека нашата доследност е тоа што нашиот дух не тера да се бориме за вистината. Тоа е духот на борбеността, не е духот на младоста, кој што сите го имат прифатена и се равнодушни. И на сите, Господ Бог на помош и да сте здрави и живи. Добро вечер, браќа и сестри, дами и господа, чувари на разумот, гардисти на слободата. Добро вечер Битола, добро вечер Македонија. Како прво, ние народот, поклон до земја за сите што изминативе 48 дена работете на разбудување
и на освестување на заспаниот македонец. Голема благодарност до секој од вас што се отзва на нашиот повик да окрениме гласот против ковид мерките и против присилната вакцинација. Го анализиравме проблемот и сите го знаеме проблемот. Го знаеме и решението, но тоа сега засега е утопија. Утопија е само затоа што сме во мал број, за жал, овие 48 дена требаше да растиме, меѓутоа тоа што е тоа, одиме понатаму и нема да се откажиме. Додавме се поклониме пред нашиот цар, да му кажеме на светот, свету, се уште не има, се уште сме исправени и се уште не сме се откажале од нашите животи, од животите на нашите блиски и нашите семејства. При анализирањето на проблемите, кои што ни извади од нашите домови, секоја недела да протестираме, да се собираме и да си кажуваме маките. Таксативно ќе ги набрам по ред. Прво, медиумите. Второ, политичарите. Трето, здравствените работници. И четврто, православната црква. Ќе бидам краток, ќе почнам од почетокот. Медиумите. Добро вечер, медиуми во Македонија. Сакале вие или не да признаете, сепак сте верни слуги на окупаторот. Не известувате за ниту еден собор, протест во цела Македонија. Не мора во Битола, ајде во Скопје известувајте. Во Струга, во Делчево, во Струница. Де нема, де има, меѓутоа работите за други служби. Не пукнавте цели 2 години. Умрени толку, заразени толку. Не најдовте за сходно да повикате некој доктор, да образложи зошто се толку умрени, да образложи зошто се толку починати, разболени и така натака. Еден ден, кога ќе се разбуди човештвото, вие и понатаму ќе останите мивки. Мивки кои што ќе ги бришиме патосите од нека просторија. Одиме понатаму. Еве 48 дена. Не знам дали видовте некој политичар да застани овде да каже збор 2 за нас. Јас не сум политичар. Јас сум обичен човек како и сите вие. Не се сети ниту еден да дојде и да каже: луѓе, полека, не се секирајте, затоа сме ние политичарите. Ќе поднесиме представка до Уставен суд за да ги поништиме ковид мерките, да поништиме присилната цивилизација. Ние сме ваши слуги. Тоа нешто не го видовме. Баш напротив, не напаѓаат и не разделуваат на вакцинирани и невакцинирани. Доаѓаат овдека, се пукаат едни со други, едни против други, се обвинуваат кој појќе украл, кој појќе лажел и кој појќе ќе кради. Срам и арам и за вас. Одиме понатаму. Здравствените работници. Господа, здравствени работници, да ве подсетам, после вашите макотрпни студии, пред да станете доктори, подпишавте Хипократова заклетва. Некој не ви кажал изгледа. Хипократова заклетва. Вие се однесувате како хипокрити, не како хипократи. Буквата е една, меѓутоа е многу значајна. Не дојде тука нито еден доктор да ни кажи: луѓе, маските се штетни. Маските се штетни, посебно кај децата. Не ги оставајте да носат маски. Штитете го своето здравје. Никој од докторите не дојде да кажи: луѓе, вакцините не се испробана работа,
Вакцините се измислени за 7 месеци, а треба да траат до 10 месеци испитен период и некој да гарантира за исправноста и безбедноста на вакцините. Порака до вакцинираните се подпишавте дека во случај на несакани последици никој нема да одговара за тоа што ви го направиле, што ви го нарушиле вашето здравје. Се подпишавте за да си ги сперат тие рацете да речат ми ние не знаевме, тие дојдо рекоа дај вакцина, вакцинирајте, не? И ние ги вакциниравме. Сите се чистат. Сите се чистат без исклучок кој од која бранша припаѓа. А рами за вас, хипокрити! И ние треба да дојдете да си платите своите гревови. А најголемиот грев нека го сноси црквата. Јас сум верник. Од вас можеби половината не се верници. Не наблегуваме. Меѓутоа, првиот македонски собор требаше да почне со литија од црквата Света Недела. Со Бог напред да се бориме против злото и против обидот да се уништи човештвото. Уште истиот ден, нашиот Јован Карески не заслужува да го наречам владика, затоа ќе спомнам само името Петар, кој што сите од вас ве нарече убийци и самоубийци. Јас ќе си знам за право, Петре, ти си недостоен. Во 1990 година, на 14 јуни, со одлука на Синодот на Македонската православна црква, владиката Петар е расчинет. Имам подпис, имам печат од архиепископот тогашен господин Гаврил. Што се случи понатаму? Нека излези пред некоја негова омилена телевизија владиката и нека објасни како понатаму остана владика. Нема толку многу да се занимавам со него, но сепак ќе напомнам. Владико, ти требаше да одржиш овој говор. Требаше да му речиш на целото твое свештенство, кое што од мантиите, од брадите и од крстот имат специјалено свешто, имат во нивните животи, да застанат тука меѓу народот, да му дадат на народот утека, да му речат не плашете се, браќа и сестри, Господ е со нас, дојдете, помолете се, покајте се, ќе помини и ова. Што направи владиката Петар? Ги собра сите и му рече, немојте случајно да видам некој од вас излегол да протестира против некоја си ковид пандемија. Немојте случајно, затоа што ќе ве распопам и ќе немате од каде да живеете. Ќе ги пуштам вашите деца од нашите богословски училишта, да не може повеќе да учат богословија. Зошто? Затоа што господин Петар така кажал. Од тука, како разумен човек. А што ако господин Петар не е во право? Што ако ние сме во право? Кој прави поголем греф? Ние или тој? Колку бивали за црквата? Има многу што да ви изборувам. Ако почнам сега, треба четврток да завршам. Меѓутоа ќе бидам во интерес на времето многу пократок, да го дочитам ова што имав зацртано. Целта на моето обраќање е следно. После четините таксативно наредени проблеми, го најдовме и решението, рековме. Решението е следно. Што повеќе разбудени луѓе во човештвото, да се сплотиме во еден, да размислуваме како еден. Ова не е политика, ова не е економија, ова не е туризам, не е ни религија, не е ништо. Едноставно, луѓето се уплашени за своите животи, за животите на своите најмили. Нема да се предајме така лесно. Затоа, ве повикувам во четврток сите оние кои што се осекаваат способни за работа, за координирана работа во ние народот, на еден работен состанок, кој што ќе се одржи во 17:00 часот
пред паркингот на Тумбе кафе. Таму повелете со своји предлози, насоки, мислења, излезни идеи, каде сме и каде ќе одиме, што треба да се направи. Сепак ние сме обични граѓани. Не бива ни за политика, ни за религија. Меѓутоа, дека мора да најдеме спас, тоа е подедно. Значи да повторам. Четврток, 17:00 пред паркингот на Тумбе кафе. Браќа и сестри, нашите непријатели на човештвото, олицетворени во душегрижници на нашето здравје и иднина, го вакцинира анксиозното, апатичното и неинформираното македонско население. Стигнаат до нас и до нашите деца. Од тука ќе му порачаме. Глобалисти, ги пренесуваме во нашата ДНК. Постои код, македонски код на непотор. Нема да заминиме и нема да примиме отровна инекција. Нема да погледнеме, да подлегнеме на вашите нови реалности. Нема да се откажеме од нашата слобода и ќе се бориме со секој свој здик да го вратиме човештвото онакво како што беше пред пандемијата. Битолски сограѓани, останете заедно, останете сплотени, останете будни, останете прости да се бориме за слободата. Слобода! Sloboda! 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 Ви благодарам. Да. Тони, И што, за четврток, Финиш дома? добро се на добра идеја, да ги известите сите што имаат нуз појави, да дојдат на тој состанок, да ги запишиме, да ги продискутираме со нив. Значи сите што знаете во соседството, во блиска еднина, мислам во блиското соседство, некој што познавате, ваши роднини, пријатели, да ги известите да дојдат, сакаме на тие луѓе да му излеземе во пресред. Како? Ние знаеме како, тоест само со сплотеност да изпливаме сите заедно од ова агонија. Да сте здрави живи, тргаме надолу сега во офицерство. повели. Од вакцината се плашам, ќе појдат и знам дека например О четвртом повели. Во Библијата, во Јованово, на крајот пише дека во недела дека Извинете, одама снима одиме. Јове се што зборуваме? Нема врска, не беше со никој, нема врска. дали знаеш само ти Почитувани граѓани на Македонија. Ево имав едно мало кусо излагање. Нема да ве замарам и понатаму со моите обраќања кон вас. Само да ве известам дека Битола Слободарскиот град по 9 пат. Кажи му кафиците дека се празни да видат дека во Аве, да. Еме и кафичите. праздните ја. Сакам да ви известам дека во Битола по 9 пат излегваме и го креваме гласот против ковид мерките и против присилната вакцинација. Константно и исто. Ево сега нека нима 200 луѓе некаде.
200-250 луѓе. Не е тоа проблемот. Ве набројав сите за кои што мислиме, ние мислиме барем, не знам вие што мислите. Од медиумите, од политичарите, од здравствените работници, од црквата. Ние надвор на улица сме 48 ден. Бараме спас, бараме помош. Вие упорно ќутите. Па до кога ќе ќутите, бре луѓе? Излегвајте на улица. Окупаторските сили чекаат да поминат локалните избори, за да можат да удрат најако. Ќе не бркат од работа, ќе не бркат од кафани, ќе не бркат од улица. Зошто? За тие да живееле вакцинираните. Па срамота е, бре. Народе, свестувај се, дури е време. Од кој истечи времето, потоа е џаве. Ќе ни воведат полициски час. Ќе речат нема пој ќе се собирате. Ќе има пандемија, ќе има ова, ќе има она. Зато излегвајте. Наредната недела излезете во поголем, во масовен број. Нека се одважи. Не мора 100. Еден доктор нека се одважи, нека дојди. Еден медиум македонски, македонска концесија, нека дојди, нека снима, нека известува вистината, нека известува правдината. Политичар, појќе не ни сте потребни, бе. Вие сте гнојот ново општество. Токму заради вас сме паднати во оваа состојба. Со вашите две раце, кревајте само раце, гласајте, удрете на народот. Има ден за плаќање, не забораваме. На човек кој што му одземате се и посегнувате по неговиот живот, па никогаш нема да ви го заборави ова што го правите. Црквата, кажав за црквата, срам ја рам. Излезете, еден поп, не ни треба многу, да не ставаме ние манти и да пуштаме бради и да го проповедаме Словото Божје. Срам ја рам и за вас. Мора да излезите, да се одважите. Ќе ве распопеле, па шо ако ве распопат? Мене ќе ми избркат од работа, па шо да правам се јас? Да седам дома, да плачам, да гувеам, да чекам да ме вакцинират во вецето. Срамота и за вас. Ајде да намалиме со емоциите. Одиме онака тивко, како што е тивка и музиката. Ве сакам сите македонци. Добро е што има уште насмеани лица. Убаво вака. Си сејте од кај учите, си гледате онлайн, некој ви пушта на Facebook, ќе го гледате, ќе си се посмејте, ќе си се позанимавате, ќе си јадите пуканки и кој друга. Да и викниме французите. Тие треба да ги викниме да излезат на улица, да ги застапат вашите права. Па и може и тоа ќе дојди. Но французите нема да дојдат како слободители. Ќе дојдат како окупатори.
Овие сегашни окупатори ќе се заменат со француски. Е, ако ве боли помалку од французите, тогаш удрете на троседите и на двоседите. Оладете некое пивце и уживајте. Ќе живеете милион години и вие, и вашите деца, вашите семејства. Господа не благослови. Да не благослови сите. Сите да не благослови Господ. Сите сте ние на Господ, створени од Господ. И само него му припаѓа. Слобода, 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 слобода. Ќе ве заборавев, Скопјани шо прајте, до кај сте вие? Се берите или се откажавте? Нема. Чудна работа, некои кафичи се полупразни, некои се скроз празни. Шо е работава? Еве со почесната стрелба од Мизар се движиме кон офицерскиот дом, од нашата завршна дестинација. Дај Боже да се доближи денот на конечната битка, борбата за слободата. Како што и кажав, нема да се предајме. Ако сме мали, ако сме малце, сепак видете, гледајте. Ова е концентратот на разумот, на вистината, на борбата за слобода.
Денес нешто подолга рута од вообичаено. За оние кои што не знаат, тука негде на крајот завршува корзото. После корзото, после колите, почнува уште километар и пол, некаде надолу шеталиштето, градскиот парк. И тоа ја направија Битола Касава, Бранко Црвенковски дојде, 96-та кога падна тат, рече ќе направам од Битола село. Направи Бранко село. Ама направи затоа што има лекоумни граѓани, што гласат за вас, за тебе, за Заев, за Мицковски, за Груевски, за кој ли не. Се се изнагледав во овие 30 години. Подолга маршрутата. Накарчи нас десно. Е спомен куќата на Кемал Ататурк. Не него. Гимназијата кај што завршил војна академија. Па мислам дека тука некаде би завршил крајот. Ајде. Ајде. Добро вечер на сите. Се прашам едно прашање. Кој е одговорен? Самите ние. Секој е одговорен најпрво за себе. Сакам да ви кажам една приказна. Сите го знаете Винстон Черчил. А за оние што не го знаат, тоа е еден од америчките председатели. Кога бил за полуматура, основно деление, и порачал чевли. Ама на чевларот тој не му кажал дали сака со остар ѓон или со тап ѓон. И му кажал, ти кажам за една недела. Поминало една недела, чевларот пошол кај Винстон Черчил и го праша: какви чевли сакаш? Со остар или со тап ѓон? Тој не му дал одговор. Поминала уште една недела. Прашал пак чевларот, не добил одговор. После еден месец чевларот му ги носи чевлите. Што мислите, какви чевли му однесол? Едната чевла била со тап ѓон, другата со остар ѓон. Винстон Черчил се научил Богу и пошол кај чевларот. Па не, јас не ти кажам какви чевли сакам. Што му одговорил чевларот? Чевларот му кажал: ако ти не донесеш одлука, некој друг ќе ја донеси за тебе. Дали ви е јасно? И повикувам сите воздржани. Оние кои само се активни на социјални медиуми или во друштво кажуваат дека се против овие мерки, да донесат одлука или се навистина против и да се појават на протест, или ги поддржуваат овие мерки. Нема трето, или за или против. Уште нешто сакам да кажам. Секоја одлука носи одговорност. Ако не сме одговорни, не можеме да обвинуваме никој друг. Преземаме одговорност и спремни сме за акција. Бог да ве благослови сите. Господа ме вразуми сите! Амин. Амин! Молете се за нас, молете се за сите нејмисли. Бог да е со вас.
Има само един збор кој ни е даден од Бога. Това е слободата. Слобода! 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 Уште една за самиот крај. Четврток, 17:00. Кој сака, кој може, повелете на работен состанок, кој што ќе се одржи на крајот на шеталиштето, кај паркингот пред Тумбе кафе. Размислувајте цели 4-5 дена за ваши предлози, насоки, идеи, каде и како ќе се движиме понатаму. Оставени сме, видовте уште еднаш сами. Значи нема кој, освен ние. Не сте сами, со Господ! Со Господ напред. Сите да не вратаме Господ! Секој е добро вас и на вашите семејства. Се гледаме наредната недела, а со тие што сака да соработваат наредниот овој четврток. Пријатно. Пријател што наш гласно е укуме. Слобода! 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 Да се тргнам некаде да се одјавам. Битола, 9-ти пат. Ние сме сериозни. Ние и понатаму ќе излегуваме. И понатаму ќе излегуваме. И понатаму ќе ги заштитуваме своите основни човекови и граѓански права. Се гледаме наредната недела, исто време, исто место. Спи мирно, Македонецу. Има и мирна ноќ, татковино.